Опозицијската ВМРО ДПМН ќе поднесе нов предлог за формирање анкетна група во Законодавниот дом, која ќе треба да ја утврди фактичката состојба и политичката одговорност за трагедијата во Тетовската ковид болница. Овој пат барањето ќе го поднесат со придавката Северна, откако вчера спикерот Џафери им го одби предлогот, бидејќи не бил поднесен со новото уставно име на државата. Лидерот на партијата Мицкоски смета дека власта бара изговори како да го одбие барањето на ВМРО ДПМН и Џафери нема намера да закаже седница затоа што не сака да се открие вистината за трагедијата во Тетово. Јас не зборувам тука за ефекти, јас зборувам за загубени, трагично загубени човечки животи кои што 14 се наброи гореа живи. Ја не зборувам тука за политички ефекти. Нека биде тој кој што политички штета ќе понесе ја. Ја да бидам тој кој што ќе понесе политичка штета. Што се форма ќе бараме, зашто не сме користеле новата придавка? Ќе им поднесеме ново барање, ние нека трпиме таа политичка штета. Само нека се открие вистината за загубените човечки животи. Ќе понесеме таа политичка штета, ја лично, само да ја знаеме вистината зошто тоа се случи, да има одговорност. Мицкоски останува на тврдењата дека промените кои ги направила власта во законот за градба дозволиле модуларната болница во Тетово да се постави на диво и дека не се потребни меѓународни истраги ниту странски комисии, бидејќи е јасно кој е виновен. Што прави владата? На 24 ноември 2020 година во службен весник број 279 носи измени на законот за градење со кои што ги заобиколува сите овие институции и формира нова градба која што се нарекува модуларна градба или монтажно-демонтажна градба. И вели, за овие градби нема потреба од одобрение за градење, туку решение за поставување. Кои документи се потребни како прилог на тоа решение за поставување, вели ќе се дефинира со правилник за кој што е одговорен министерот за здравство. Го видел некој тој правилник? Поддршка на барањето на ВМРО ДПМН дадоа и од албанскиот опозицијски блок, бидејќи како што велат, добре дојдена е секоја иницијатива внатре или надвор од собранието, што оди во прилог на расветлување на вистината за трагедијата во Тетово. Според првиот човек на Алијанса за албанците Зијадин Села, кај одговорните за несреќата нема морална, па затоа мора да има кривична одговорност.